И како што велите, ситуацијата и понатаму, на оваа тема сме разговарале повеќе пати и никогаш не било добро. Така е. И значи понатаму останува да биде лошо и нетранспарентно финансирањето на политичките партии, што е еден од главните генератори на корупција во државата и воопшто во секоја држава. Прашањето не само на почетокот дека постои легислатива, постојат закони кои би требало тоа да го регулираат, но не се имплементираат. И сега да ме прашам, кои се и постојат ли институции и органи кои можат да го контролираат тоа и евентуално да спроведат некакви санкции? И дали воопшто некојаш е санкција превземена за ваков случај? Да, токму тука сме најслаби во индексот, значи на основа на оваа методологија, дозволете да дадам малце повеќе информации. Методологија е усвоена од страна Transparency International како генерална глобална методологија и овие истражувања на основа на оваа методологија се прават насекаде во светот. Ке најдете Кринис истражување спроведено и во Јужна Америка, и спроведено и во Азија, и спроведено во Африка на основа на истата методологија и се прави индекс на транспарентноста на финансирањето на политиката. Индексот има одредена градација од 0 до 10, каде што 0 е слабо, 10 е добро. Ние сме 6 И просекот за Македонија, во кој влегуваат и законите, односно степеност на законска уреденост и регулатива во оваа сфера, и примената, средната вредност е 6,2, а за да оцениме дека е нешто добро според овој индекс, треба да биде 6,8. Значи, ние имаме просек, средна вредност. Во таа средна вредност имаме исклучително добри законски решенија во однос на транспарентноста. Тука индексот е 9,7, значи скоро 10. Но во тој дел применувањето е многу слабо. Значи тука имаме примена од некој 3,7. Сега не би сакала да зборувам на памет, но можеме да ги видиме точно. Примената ја го руши просекот. Значи примената е многу слаба. Ние имаме, а во делот на релевантноста на извештаите, ние немаме речиси никаква регулатива. Значи, тука се покажува недостатокот на политичката волја, она што постојано го зборуваме, дека ние правиме само шминка. Ние ќе направиме закон, добар, ќе го согласиме ова со меѓународните стандарди, знаете, тука имаме... Тоа е прашувам, по тие закони, предпоставувам, ако се добри, тие закони предпоставуваат и постојање на институции кои треба да санкционираат. Во случај, значи, прво дозволете да кажам... Како функционираат тие институции? Не, прво дозволете да кажам за законот. Значи, ние немаме политичка волја да се донесе закон или норма во постоечките закони кој ќе обезбеди релевантност на извештаите. На вистина да се знае кој и колку донирал. Значи, тој дел од законите недостасува, го нема. Онамо каде што имаме закони, исто така имаме добро решение, барем така го оценија во истражувањето сите оние кои што ги испитувавме во делот на државниот надзор. Значи тука резултатот или просекот е многу добар, значи влегува во зоната на добар просек, значи над 8, а тоа е тој државен надзор 8,7 имаме тука просек, индекс за законското решение. Но за примената индексот е 4,2. Значи и таму каде што постои добро предвидена државна контрола, таа не функционира како што треба, затоа што просекот е 4,2. Ме прашавте за санкциите. Имаме индекс 1,2, значи исклучително слаб индекс во однос на примената на санкциите. Тоа значи дека никој никогаш не бил санкциониран или многу малку, затоа што јас знам некои примери дека беа изречени некакви казни за политичките субјекти за непочитување на законите, но индексот е само 1,2, значи санкциите и оние кои постојат во законите не се применуваат, институциите, иако во закон добро е уредена поставеноста, многу слабо функционираат, затоа што и тука индексот е многу мал, и делот на објавувањето и транспарентноста, веќе рековме, имаме индекс 9,7, во однос на тоа какво е законското решение, но имаме индекс 3,5 за примената, односно нетранспарентноста во практиката, а релевантноста е катастрофална. За крај да ве прашам, ова е 2011, сега имавме извештаи околу финансирањето на оваа изборна кампања на локалните избори, кај што се дојдовме до сознание дека медиумите се главните
од телевизиските станици, големи телевизиски станици, главните донатори на изборните кампањи. Дали вас ви стана нешто појасно околу таа информација, како тоа се медиумите ги финансира изборните кампањи? Значи, тука со самата таа информација многу работи стана уште понејасни, не да бидат појасни, затоа што прашањето беше дека тука постојат одредени не донации, туку тоа беа и намалување на сметките, односно субвенции или како беше попусти. Попусти. Така. Значи, ако е тоа донација од правен субјект, таа донација има одреден лимит колку проценти од неговиот профит во текот на годината може тоа да биде. И тоа е точно уредено со закон. И треба да се знае во кој случај правниот субјект може да донира, ама зборуваме како правно лице. Дали за тоа се согласиле собствениците, имали таму акционери или нема. Тоа е една ситуација. Друга ситуација, ако постоел попуст, па му биле издадени фактури со попуст, ама сега тие фактури ќе му ги простиме и нема да ги плати, ама и тоа треба се додаде на купот на донацијата. Значи, многу работи останаа тука нерасчистени. За жал, институциите на кои тоа им е работа не ги расчистија и не реагираа во однос на ова. Тука требаше да реагира и управата за јавни приходи, затоа што станува збор за правни лица кои што има правила колку можат и како можат да донираат. Тука требаше да реагира и Државната изборна комисија и Државниот завод за ревизија. Државната изборна комисија од аспект на тоа нели кој колку учествувал и кој колку добил гласови и колку треба понатаму да им даде, односно да се пребиваат, па да знаеме колку пари остануваат нерасчистени, колку може долгови да останат за тие субјекти политички за финансирањето, односно за финансирање на кампањите, нивни, што треба да се ги платат. Тука се направи една ситуација која што толку остана нејасна, нерасчистена, нетранспарентна, што е најлошо, во таа истата ситуација се влијае на медиумите. Значи се влијае на работењето на медиумите си купуваат на тој начин понатамошно финансирање, односно вложуваат во финансирање на кампањите кои што владата ги спроведува преку истите тие медиуми и ние повторно се наоѓаме во овој затворен круг кој што вие се уште сме во дефиницијата на Светска банка дека е ова заробена држава, а таа заробена принципите на пазарната економија. Видете, не само на штетата на принципи на пазарна економија. Тука вчера слушнавме од резултатите од претходното истражување за барометарот дека корупцијата во политиката е највисока во Република Македонија. Политичките партии па судството. И за жал тука е судството веднаш, значи немаме владење на правото, немаме демократија, немаме пазарна економија, немаме според тоа ни човекови права, имаме висок степен на корупција и се до тоа како резултат на финансирањето во политиката и на политиката. И благодарам тоа. Благодарам и јас.